студиото разговарам со Ана Чупеска, подпредседателка на СДСМ, како што најавивме, се обидуваме да уфатиме што повеќе личности од државно-политичкиот врв. Господја Чупеска, во овие моменти на колективна болка и траума со која што сите се соочуваат, она што го споменавме, важно е сплотеноста, солидарноста и обединувањето. Која е вашата порака и апел до граѓаните вечерва? Мојата порака е во правец да ова стане, ова обединување, да стане една нормална пракса во нашата држава. За жал, во овој момент обединувањето беше предизвикано од оваа многу голема трагедија. Се надевам дека во иднина ќе може да се обединуваме не околу тагата, туку околу срекни моменти. Инаку големо сочувство од мене, од сите, од целата партија до жртвите. И се што е во наши рамки правиме за да може да помогнеме на секое семејство, на останатите. Во овие клучни моменти апел што сакам да испратам, што е посебен покрај обединувањето, е тоа дека мислам дека во овие тешки мигови за семејствата и за општеството потребна е голема психолошка помош за сите жители на Кочани, и за сите млади луѓе и за сите кои што ја доживеале оваа ситуација на начин трауматски, да се обратат до стручни лица кои што им пружаат помош. Ние нешто правиме во врска со тоа, обезбедуваме, знаме и општината и владата прави во врска со тоа, меѓутоа сакам, имајќи ја предвид средината кај нас и понекогаш дека нели кон психолошката помош се гледа како на нешто што е во овој случај апелирам луѓето да не се срамат да ја побараат, ја имаат на располагање и да искористат секоја пружена рака на помош, особено психолошка помош, за да можат емотивно да заздрават што е можно побрзо, бидејќи тоа е многу клучно во вакви ситуации. Да, имаше веќе најави, односно има и на терен тимови за психолошка помош. Се согласувам дека тоа е клучно, секако дека ќе треба претходно шокот да помине кај оние како што се најзасегнати. Пред крај би ве прашала, вие имавте можност и да поразговарате со некој од граѓаните, што ви соопштија, кои се нивните пораки кога се јавуваа за донациите? Како никогаш до сега, луѓето во Македонија се солидаризирани во тага, во оваа голема загуба, која не останува никого недопрен. Сите сме многу длабоко потресени, сите изнаоѓаме начини да помогнеме, кој како знае умее, надвор од надлежности, туку од човечка перспектива. И во разговорите со луѓето, вистина ја почувствував таа емпатија према настраданите, некој од нив зборуваа во солзи и во плач, кој што не се една нормална и природна последица на ова што ни се случи, бидејќи ова е најголемата траума што има доживеано нашето општество, но во која вистина се покажа една солидарност и човечност во врска со тоа да им се помогне што е можно повеќе на луѓето, вклучувајќи и оваа ваша емисија која вистина во тој правец и ви честитам за упорноста тоа да го направите. Благодариме и секако ви благодарам што сте дел од оваа хуманитарна наша акција. Ке ве повикам повторно доколку имате желба да поразговарате со нашите граѓани. Фала ви уште еднаш. Фала и на вас. Гледам дека колегата Роберт